Почитувани, добро е што владата денес ја призна грешката и се извини затоа што го сгрешија знамето на Австрија со знамето на Латвија. Но подобро ќе беше да сгрешат и стипендијата од $40,000 наместо на керката на Димитров да ја доделат на некој друг студент кој не може да си дозволи студирање на престижен универзитет во Холандија. Министерот за надворешни работи или да ги врати парите на граѓаните или да си даде оставка. Недозволиво е во итна процедура на ден или два пред локални избори надлежната комисија во Министерството за образование да одлучува и да ја додели $40,000 на керката на Димитров, затоа и што е итноста и зошто таа би била привилегирана во однос на било кој друг студент. Додека студенти спијат по дворови во студентски домови, додека учениците немаат книги, иако учебната година е веќе започната, керката на Никола Димитров добива стипендија со $40,000 за студирање на престижен универзитет во Холандија во непосредна близина на незиното семено живеалиште. $40,000 на даночните обврзници на Република Македонија ќе завршат за потребите на керката на Никола Димитров, човекот кој стави подпис на капитулантскиот договор со Грција. Животот кој СДСМ го ветуваше дојде, но само за функционерите во власта и нивните семејства. Непотизмот стана заштитен знак на оваа расипничка власт, која не штеди кога се работи за лична корист на семејствата на функционерите. Додека продаваат европски вредности и декларативно се залагаат за Европска Унија, во реалноста тоа го прават сосема спротивно. Непотизмот не е и никогаш не бил европска вредност. Непотизмот кој го практикува оваа власт е одлика на еден систем од минатото, чиј идеолошки наследник е СДСМ. Доколку Димитров навистина се залага за европски вредности и практики, треба да поднесе оставка и да превземе одговорност. СДСМ и Димитров мора да поднесат одговорност, СДСМ и Димитров мора да се заменат. Ви благодарам на вниманието.